Граѓанските активисти не му веруваат на скопскиот градоначалник во искреноста откако изјави дека ќе ја стопира изградбата на Водно. Дел од активистите во изјава за Алфа вела дека и натаму ќе остана да се борат со градежната механизација која останува закотвена на врвот на планината. Тие го прифаќаат повикот за дебата, но не отстапуваат од барањето таа да се одржи на национална телевизија. Тие најавија дека живиот штит нема да се тргне се додека властите не се откажат од идејата и не ја сменат трасата со која се уништува скопската гордост. Ние пробуваме да ја вразумиме владата, да ја повлече својата одлука и да ја преиспита, но доколку тоа не се случи, ќе пробаме да ја оспориме таа одлука и по судски пат. Ние ќе протестираме на секој начин, начин и ќе бараме институционално да се разгледат сите пропусти на самата траса. Активистите остануваат на тврдењата дека гасоводот се гради без да се почитуваат законските прописи и дека мора да се направи ревизија на проектот. Граѓаните силно го осудуваат копањето на парк шумата. Вела дека не било добро да се уништува планината зашто тоа било единственото место за рекреација. По моje мислење не е добро, значи ние си доаѓаме тука еве секој викенд со децата, би се уништила природата. Па не би било добро, еве овде доаѓаме со децава на зеленило, на чист воздух, не би било добро се уништува. Екипата на Алфа денеска беше на врвот на Водно. Ситуацијата мирува, но активистите не. Тие и денеска беа во обиколка на планината да видат дали градските власти остануваат на зборот. До кога ќе мируваат багерите, барем засега никој не дава рокови, зашто најпрво мора да се отстапи простор за разговори и аргументирање на ставовите. Граѓанските активисти стојат на ставот дека подитно мора да се стопира изградбата. Еколозите обвинуваат дека со години наназад градежни активности на Водно нанесуваат голема штета на природата и апелираат да не се дозволи уште еден голем удар. Инаку веќе утре велосипедски тимови ќе возат низ Водно со цел зачувување на планината по најавата изградбата на гасовод и оголување на сртот.